Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Како што беше најавено на последната седница на Советот, кружниот тек кај полициската станица во Кочани повторно ја доби комплетната функција, а движењето на возилата по кеј на револуцијата стана двонасочно. Од локалната самоуправа рекоа дека станува збор за преодно решение, додека да се комплетира елаборатот што треба да понуди долгорочно решение за регулирање на сообраќајот во централното градско подрачје. Кружниот тек кај полициската станица во Кочани повторно е вратен во функција. Возилата што доаѓаат од правец на автобуската станица сега можат да го продолжат движењето по улицата кеј на револуцијата кон плоштадот. По отстранувањето на физичките препреки и промената на сообраќајната сигнализација, режимот на оваа улица е вратен по старо, како што беше пред почетокот на февруари годинава. Градоначалникот Илиев ја донел одлуката по консултации со стручни лица, кои ова го предложиле како преодно решение за да се овозможи побрз проток на возилата кон централното градско подрачје. Ние во принцип како град немаме лошо сообраќајно решение, имаме еден единствен проблем, тоа што улиците кои се наменети за движење на возилата се претворени во паркинг плац. И единствено решение, еден предлог кој тие го дадоа е да ние подитно размислиме и најдеме решение за паркирањето, а да улиците ги оспособиме, односно за движење на возилата за што во принцип се изградени. Посебна примедба беше дека косвото паркирање, поготово од левата страна, дека е покрај тоа што го стеснува коловозот, исто така и многу небезбедно и се апелираше и се донесе стручно мислење дека ние треба подитно да постапиме и да полека го отстрануваме паркирањето од коловозот. Според Илиев, ваквото решение не е идеално, но додека да се реши сообраќајниот метеж на долг рок, ваквиот начин ќе овозможи побрзо движење на возилата, а ќе се зголеми и пропусната моќ на сообраќајницата. Сепак, група граѓани, пред се сопственици на трговски и други дуќани на кеј на револуцијата, дојдоа лично на градоначалникот да му го искажат своето незадоволство што сообраќајот повторно е двонасочен, поради што е забрането и паркирањето на коловозната лента. Рекоа дека со тоа може да им се намали прометот, односно дека се ставени во нерамноправна положба во однос на дуќанџиите на улицата ВМРО, каде сообраќајот останува еднонасочен, а и паркирањето е дозволено. Ова е на ситуација каде што мора сите да бидеме свесни дека без отстапки и без компромиси ние не можеме да најдеме решение, бидејќи грешките кои се направени во изминатите 50 години со издавање на одобрение на гаражите кои се наменети за паркирање на возилата во претварање во трговски дуќани, денеска ние не можеме да го поправиме и да го решиме и дека мојата молба до сите граѓани е да бидат трпеливи додека не изнајдеме на вистина едно адекватно и соодветно решение пред се за паркирање на возилата, а понатаму да на вистина улиците ги ослободиме и да бидат за движење на возилата. Едно од решенијата е изградба на катна гаража, што досега било проблем да се реализира затоа што немало детален урбанистички план во кој би била предвидена незината локација. Сепак, Илиев потенцираше дека веќе започнало да се работи и на овој план. Во моментот се работи точно централното градско подрачје, односно градска четврт 6, каде што на урбанистите јасна задача им дадовме да се испроектира катна гаража која ќе биде со капацитет од помеѓу 200 и 300 возила, што сметаме дека за следните неколку години ќе биде решен проблемот со паркирањето, а со тоа се надевам дека и нашите навики ќе ги смениме за да не се движиме со возилата до дуќаните, дека ќе малку ќе се погрижиме и пешки да се подвижиме и така да допринесеме за решавање на секојдневните проблеми. Враќањето на стариот режим на сообраќајот кај кружниот тек и на кеј на револуцијата не им правеше проблеми на возачите и пешаците, иако видливо беше присуството на сообраќајната полиција која ги предупредуваше за новонастанатата ситуација. Советот на општина Виница ја одржа четвртата редовна седница. Буџетот за 2018 донесен без присуство на опозицијата. Со подршка од 8 гласа за, без присуство на опозицијата, советниците од коалицијата на СДСМ го изгласаа буџетот на општина Виница, кој тежи 4,5 милиони евра за 2018 година. 109 милиони денари од нив се предвидени за развојни цели. Во делот на изградба 86 милиони, а општината ќе партиципира со околу 40 милиони денари, рече Ивица Димитров, градоначалник на општина Виница.
Советниците од ВМРО ДПМНЕ ја поддржаа реализацијата на програмата за уредување на градежно земјиште и патишта во 2017 година, која според градоначалникот Димитров е најслаба во државата. Програма која е донесена за 2017 година можеме да кажеме катастрофална или не е ништо направено во оно што е предвидено. Тоа се средства или 15% од програмата, тоа е, мислам дека помалку у цела Македонија нема реализирано. Значи тука тај дел, Кирчо, ти си тука бил, тука сте сите били, поголем дел од советниците, донесели сте. Меѓутоа, само да напоменам дека 15%, а само 7% е плата. Оно што е изградено од 2017 година, реално многу малку е плата. Со поддршка од 9 гласа за, 1 воздржан и 5 против, помина и годишниот план за вработување за 2018, со кој се предвидува пополнување на 14 места по систематизација. За минатиот предлог годишен план за вработување требаше да кренат на работа, односно беа планирани 7. И сега се планира 14. Значи, сега баш ме интересира ставот на колегите од опозицијата, односно на Сонја на позицијата, односно на позицијата на Сонја и Митко, кои што беа најгласни во тоа дека општината е превработена, дека општината нема потреба од нови вработувања, за 7, значи пазите, тоа беа во прашање 7 вработувања или унапредувања, а сега општина Виница ќе вработува 14 нови работни места или ќе унапредува или дел од тоа ќе бидат унапредувани. Затоа ние како опозиција нема да гласаме за годишниот план, бидејќи од една страна зборот општина Виница задолжена, општина Виница 100 милиони должна, општина Виница е превработена, а од друга страна градоначалникот и опозицијата. Само да ти кажам, Дарко, на 8.11, кога дојдев јас на позиција градоначалник на општина Виница, основниот дуг беше 39 милиона 144 по спецификација извадена. Со заклучно со денеска, основниот дуг е 35 милиони 440 илјади денари. Тоа е основниот. Вкупниот дуг, значи е намален од 100 милиона, за околу 5 милиона е намален, значи на 95 милиона. Така да, доколку работиме транспарентно сите, и доколку општина Виница претходно е работила транспарентно, значи дугот ќе бил многу помал и ќе имало можности за вработување и верувам дека претходниот градоначалник тие области ќе ги распишал. На оваа четврта редовна седница меѓу тројца кандидати за нов командир на полициската станица, Советот без опозицијата го поддржа Љупчо Петров. Министерот за култура Роберт Алагјозовски дојде во работна посета на Кочани, за да се запознае со состојбата во која се наоѓаат објектите што се под негова ингеренција. При тоа вети дека Центарот за култура Бели Мугри ќе влезе во програмата на Министерството за да добие помош за реконструкција на објектот и за решавање на кадровските потреби. Центарот за култура Бели Мугри е една од институциите во државата што заслужува поголемо внимание, затоа што и како објект представува репрезентативна градба од повеќе аспекти. Ова, меѓу другото, го истакна министерот за култура Роберт Алагјозовски при посетата на Кочани и по разгледувањето на состојбата во која се наоѓа една од најстарите културни установи во регионот. При тоа, тој потенцираше дека определбите на Министерството за децентрализирање на проектите за култура од главниот град во другите градови во државата со сигурност ќе го опфатат и Кочани, со посебно внимание токму за потребите од реконструкција на Центарот за култура. Она што ме радува е тоа што гледам дека прво има расположение и од локалната власт, самите вработени се мотивирани, имаат идеја, имаат визија и се разбира самиот културен центар има долга традиција на работа во интерес на граѓаните. Така што, јас на вистина и покрај тоа што сега состојбата е тешка, сум оптимистичен дека во период од неколку години ќе успееме да му го вратиме стариот слајај на овој културен центар. Освен инфраструктурата, ќе работиме и на создавање на нови работни места, така што сите оние места кои што се упразнети, еве слушнав дека луѓето заминувале во пензија и така натаму, ние ќе инсистираме да обезбедиме услови за вработување и кај
нашите колеги од другите министерства, така што да го заживееме и да го дигнеме и капацитетот човечки на самиот културен центар да произведува силни културни содржини, повторно во интерес на граѓаните на Македонија. Во обиколката на Центарот за култура, што во придружба на градоначалникот Илиев, председателот на Советот Солевски и директорката Димитрова ја направи министерот Алагјозовски, рече дека повеќе од сигурно е од објектот ќе добие внимание од државата. Прво сум секако воодушевен од архитектурата на овој објект, кој што во годините кога бил граден, бил очигледно граден и со голема естетска димензија, меѓутоа и мултифункционално и сето тоа убаво вкомпонирано како архитектура за да ги обавува сложените дејности на еден културен центар. Ова што сега го гледаме, за жал е доста руинирано. Некои домови кои сум ги посетил се и во полоша состојба, но се разбира има и културни центри кои што се во многу подобра состојба. Во рамки на посетата на Кочани, министерот Алагјозовски беше запознат и со активностите и проектите што ги реализира Центарот за култура, самостојно и во соработка со другите институции во градот. Присуството овде е можност и да го види новогодишниот концерт на Основното музичко училиште Ристо Јуруков. 20 студенти ги потпишаа договорите со општина Кочани за стипендии во оваа учебна година. Во изминатиот 8-годишен период од општинскиот буџет се доделени околу 230 стипендии во вкупна вредност од околу 100.000 евра. 20 редовни студенти кои се школуваат на државните универзитети во Македонија, 8 година поред од општина Кочани добиваат финансиска поддршка за поттикнување на нивното успешно едуцирање. Стипендиите во висина од 2500 денари месечно тие ќе ги примаат за учебната 2017-2018 година. Нивниот избор беше направен по претходно објавениот конкурс, според кој кандидатите требаше да задоволат одредени критериуми во поглед на постигнатиот успех, социјалната состојба и дефицитарноста на струката. Во салата на Советот се одржа скромна свеченост на која добитниците на стипендиите ги потпишаа договорите со општината, а градоначалникот Илиев лично им ги додели, посакувајќи им успех во студирањето. Студентите изразија благодарност за укажаната доверба, со надеж дека оваа практика ќе продолжи и во иднина. Кирил Алексиев, архитектонски факултет, 5 година. Да. До сега успеси, веројатно и тоа е... Па сега за сега, да. Да. Што очекуваш натаму во кариера професионална? Па се надевам дека ќе работам на струката. Натаму ќе видим. Времето ќе каже. Се бараат вакви стручни кадри во Македонија? Да. Има доста голема потреба. Сега за сега се надевам дека ќе продолжи тој тренд, па ќе видиме иднината што ќе носи. Во изминатите години општина Кочани додели 230 стипендии, главно на студенти, а на почетокот финансиска помош добиваа и средношколците. Вкупната сума што досега ја добиле младите лица кои студираат на високошколските установи во Македонија изнесува околу 100.000 евра. Меѓу критериумите што се бараа во конкурсот за стипендирање е кандидатите задолжително да се жители на општина Кочани и да не повторувале година во текот на студирањето. Исто така, тие не треба да се корисници на стипендија, кредит или друг вид парична помош од други институции или компании. Работилница за окрупнување или консолидација на земјоделско земјиште со цел земјоделците да бидат запознаени со условите и постапката на окрупнување на земјиштето и да се селектираат консолидационите подрачја, се одража во селата Спанчево и Соколарци. Земјоделците скептични во однос на реализирање на проектот. Во фазата на селектирање на новите консолидациони подрачја во селата Спанчево и Соколарци се одржа работилница со цел да се информираат земјоделците за предстојните активности во врска со консолидацијата на земјоделското земјиште. Најголемиот предизвик е да се идентификуваат новите подрачја каде што има желба и потенцијал за консолидација или окрупнување на земјиштето. Сега ние спроведуваме постапка на селектирање на подрачја каде што ќе се спроведува анализа и понатаму имплементирање на постапките за окрупнување.
неколку села од Кочанскиот регион, меѓу кои селото Спанчево, пројавија интерес и денеска целта на средбата е да подискутираме и да одговориме на сите прашања, дискусии, сумнежи и загрижености на собствениците на земјишта до овој регион. Точно дека постои определен скептицизам и тоа е сосема очекуван, бидејќи станува збор за сосема нов концепт, кој меѓу другото и се однесува на собственост, значи задира во сферата на собственост, но според нашето искуство и она што е евидентно на терен, скептицизмот е нешто што полека го надминуваме преку работа и изградење на довербата меѓу собствениците на земјишта во самите постапки. А во што најмногу се сомневаат земјоделците во однос на проектот? Она што е најголемата дилема кај собствениците на земјиште е начинот на кој ќе се одреди вредноста на земјиштето и на кој начин ќе биде распределбата. Значи каде они во иднина би биле лоцирани, земајќи во предвид дека не секој лесно се откажува од локацијата и постечката парцела која во моментот ја има. Мислењата меѓу земјоделците поделени. Едни со помалку, други со повеќе скептицизам гледаат на окрупнувањето. Имам позитивно мислење за тоа. Убава работа е тоа да се направи, меѓутоа кај се многу ситни парцели, распрскани, полето не е рамно, тука ќе се појават проблеми, иначе знам дека ќе се намалат трошковите, нели, за обработка и тука ќе биде малку по-конкурентни во производството. Еве, например, лично јас малку имам, ја имам 3 хектара само земја, од тоа сум негде на 20 парцели. Значи ќе морам со трактора да одам у дено, ако идам на орање, треба да одам на 5 ниви да одам на орање. Место да, а додека таа работа можам да завршам, да не решам за една дена, ама за 2 дена може да ги изорам тие ниви и помалку нафта да потрошам и помалку денгуба. Луѓето се малку скептици кај нас. Мислам дека тешко е затоа што ќе мисле, вика, ја имам таму убава нива, сега може ќе ми дадат некоја лоша нива, или јас сам ја таа израмнил, па тоа е се, не знам тука дали ќе се работи, дали ќе има нивелирање се, зашто се работеше тоа нивелирање, спомнаа тука збор нивелирање, дали се работи тоа за порамнување на некои површини, оти се, например, ако се падне на некој да му дадат некоја површина од 1 хектар, таа нива која е стрмна, малку ќе дојде тука проблеми за наводнување и за сите тие работи, така да нешто не знам у тај дел како ќе се регулира тоа. Иначе, што е добро, тоа добро е. Ништо, само како едно време сито што е било да направат, седат, земат и да работат народо. А иначе, имал 10 декара или 15 тамо, до пат нива. Па тај не е улов да му дават на него, да му минат преку нивата или нешто, или канал да му копат. А тие што има таму пропадал, тај ќе се сложи. Тај трчејќи ќе се сложи. Да земат на некој убава нива, да даат на најшто лошо има да земат. Ништо нема да биде тоа. Само мообет си прават. Некакви посебни услови што треба да ги исполнат земјоделците за консолидација на земјиштето нема. Туку постојат општи услови, а тоа се подрачјата кои што ќе пројават интерес да имаат активно земјоделско производство и она што е најважно, собствениците на земјиште да се заинтересирани да влезат во постапката. Таму каде што се спроведува постапка на окрупнување на земјоделско земјиште, земјоделците добиваат окрупнети површини, а се зголемува ефикасноста на производството, ги поевтинуваат своите производи и стануваат поконкурентни како на домашниот, така и на европскиот пазар. В пресрет на новогодишното празнување, секторот за внатрешни работи излезе со апел против користењето петарди и други експлозивни материи. Целта е да се елиминира употребата на пиротехнички средства за да се спречат телесни повреди и други несакани последици од нив. Со приближувањето на новогодишните празници започна и сезоната на петарди. Најмногу ги употребуваат децата, кои не водат грижа за последиците. Најчести повреди од употребата на петарди и други пиротехнички средства се изгореници на рацете и губење на прстите. Славењето на празниците да помине мирно без пукање петарди предпразнично и оваа година подсетуваат од полицијата. При тоа укажуваат на последиците од нивното испукување, но и тоа дека продажбата, купувањето и употребата на јавни места, на улиците, во дворовите и влезовите во згради е прекршок, за кој Законот за јавен ред и мир предвидел глоба од 500 евра. Од секторот за внатрешни работи упатија и апел до младите да се воздржат од употреба на петарди, за да не се соочат со глоби, но и со последици што можат да настанат доколку ги користат во славењето.
секторот за внатрешни работи Штип апелира пред се до учениците од основните училишта да не ги земаат ваквите опасни играчки во рака, бидејќи тие можат да придонесат до сериозни последици по нивното здравје, односно да причинат повреди на рацете, повреди на очите и на другите делови на телото. Набавката и дистрибуцијата на пиротехнички средства е кривично дело од кривичниот законник за кое може да се оди во затвор од најмалку 5 години. Од секторот за внатрешни работи информираат дека ги интензивирале контролите и активностите за откривање и спречување продажба на петарди и други пиротехнички средства. Целта е славењето на празниците на подрачјето на секторот да помине мирно, без последици од употреба на пиротехника. Седумнаесети поред новогодишен фолклорен концерт организира фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари. Ке се одржи в петок на 29 декември во Домот на културата во Оризари со почеток во 18:30. Фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари по 17 пат со подршка на верните спонзори организира новогодишен концерт со богата лотарија. Фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов обстојува, работи и го негува изворниот фолклор во населбата Оризари речиси 40 години. Во составот на ансамблот членуваат над 150 членови, поделени во играорни групи во Оризари, Прибачево и Зрновци. Ансамблот одбележува уште една успешна година од постоењето со настапи во Републикава и странство. Членовите и одговорните на ансамблот со исто и позасилено темпо и со надеж за уште поголеми успеси, резултати и достигнувања ќе продолжат во новата 2018 година. Тие досега достојно го презентираат македонскиот фолклор во земјава и странство, а од фолклорните фестивали неретко се враќаат и со освоени први места. Затоа и секојдневно се зголемува бројката на нови членови фолклористи, продолжувачи на фолклорот и традициите. Новогодишниот концерт ќе се одржи на 29 декември 2017 година, петок, со почеток во 18:30 во Домот на културата во Оризари. Одговорните и членовите на ансамблот Љупчо Сантов од Оризари со одржување на новогодишниот концерт, освен што покажуваат што научиле фолклористите во 2017, воедно им ја честитаат и новата година на сите граѓани. Следува информацијата од спортот. Џудистите на џудо клубот Гладијатор од Кучани задоволни од тоа како помина 2017 година во однос на освојување на медали на државни и меѓународни турнири. Со нови сили продолжуваат во новата година. Со голем број освоени медали на државни и меѓународни турнири, џудо клубот Гладијатор од Кучани ја заокружува 2017 година. Синоќа во салата на основното училиште Малина Попиванова, каде што и се одржуваат тренинзите, кучанските џудисти полагаа за појас, со што го покажаа она што го знаат и научиле во текот на годината. Џудо клубот Гладијатор од Кочани, кој што на овие простори обстојува повеќе од 2 години, учествуваше на сите државни и меѓународни надправари согласно календарот на Џудо Федерацијата на Македонија и меѓународниот календар, каде што зедовме учество и на Балканското првенство за сениори кое беше одржано во Скопје. Вечерва имаме еден свечен чин, тоа е полагањето за Q степен, за појаси, каде што дечките ќе ги покажат своите знаења и признаења од областа на џудо спорто и со тоа ја заобиколуваме, тоест ја завршуваме овогодишната сезона, каде што со наредните тренинзи почнуваме на крајот на јануар месец и се вклопуваме во новата сезона, која што ми се надеваме дека ќе биде многу поплодна од оваа. Клубот и неговите членови со нови сили и успеси продолжуваат во 2018 година, кога ги очекува учество на меѓународни и државни турнири, а на сите подражувачи и соработници, клубот им додели благодарници за соработката, а на сите граѓани им ја честита новата година.
Почнувани временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.